представници на медиумите, почитувани граѓани, драги суграѓани, добар ден и добре дојдовте на пресконференцијата по повод организацијата на последователни настани од програмата на Трио Паланчкото културно лето и општо од различните предкувања од Трио Паланчкото по повод посвети Јоафим Особовски. Знаете дека Трио Паланчкото културно лето од почетокот до сега имаше бројни културни настани, сега ни предстојат најголемите, оние кои што ги организираме по повод нашите градски празници, Свети Богородица, Свети Јоафим Особовски. Во тоа име го покануваме градоначалникот малку поопширно да ни се представат престојните двигнувања по повод овие наши празнични моменти. Повеќе рача. Благодарам. Добар ден и од мое лично име. Оваа пресконференција свикавме по однос на тоа да направиме краток пресек за сето она што се случуваше во изминатите денови, но и да најавиме што ќе се случува во наредните неколку дена. Имено, општина Триа Паланка оваа година мислам дека понуди културна програма која што сега воопшто не се случува на овие простори, затоа што со сето она што беше организирано до денес и она што се случува во текот на наредните неколку денови е навистина понуда со која што беа задоволени условите на различните видови на и типови на публика. Во таа насока сакам само да потенцирам дека имавме 30 годишна јубилејна изложба за творештвото на Роберт Цветковски, пропратена со еден мал културен настан и концерт. После тоа ни следеше 15-то издание на Интернационалниот фолклорен фестивал Свети Јоафим Особовски, на кој што дефилира повеќе од 15 ансамбли од 6 европски држави. Во меѓувреме, следам дека исто така ја крена и приопланечката публика, но и публиката од регионот и соседните држави. Беше концертот на One Love Tour со поголем број на реномирани звезди како што се Михаела Филева, Бабона, Графа, Соперистика. И во таа насока, значи, денес ќе имате можност од нашиот соговорник Александар Михаеловски да слушнете што ќе се случува во текот на деновите 29 и 31. Затоа што и тука ќе понудиме богата културно-уметничка програма со настап на поголем број на бендови и познати естрадни уметници. Она што сакам да го потенцирам, а е исто така во организација на општината, е она што ни предстои по однос на патронот на градот Свети Јоафим Особовски и Света Богородица е утрешното почестување на 28-ми, кога ќе имаме покрај литургијата која ќе се одвива во црквата Света Димитрија и ќе започне во 8 часот изутрина. Во 9 ќе започне литија во чест на локалниот светец, која што ќе се движи од црква Света Димитрија до пред площадот, односно на площадот пред општината, кај што ќе имаме символично делење на славски колач и краток прием за сите гости кои што се веќе најавени и присуствуваат на овој настан. После тоа продолжуваме со обележување на 28 август, воедно како ден на рударите и централната прослава по однос на овој настан со богата културно-уметничка програма ќе се случува на градскиот стадион. Затоа во оваа прилика сакам да изразам огромна благодарност не само до генералните спонзори кои што беа како министрови, БУЛМАК, Министерството за култура, Домот на културата во Триа Паланка, Градскиот музеј Триа Паланка, сите волонтери и луѓе кои што се вклучија на некаков начин и дадоа огромен придонес да се тоа се организира на начин како што доликува за еден град. И таа благодарност е и до сите работени и во општината, но и до оние институции на локално ниво кои што помогнаа организирањето на овие виза на настани кои што се случуваат. Продолжуваме, како што реков, со неспалено темпо и ќе му простапам на Александар да изворно ги најави двете музички звезди кои што ќе бидат на 29 и на 31, а тука не завршува нашата културно-уметничка понуда и програма, затоа што и месец септември, но и месец октомври, кои се случуваат Меѓународната ликовна колонија и Интернационалниот театарски фестивал со други пропратни настани, навистина ќе означува дека ние може да имаме континуирано во текот на целата година настани на културата кои што достојно не представуваат и на локално, но и на интернационално ниво.
Саша Борев. Благодарам. Поздрав до сите, поздрав до медиумите. Еве имам таа чест, значи, ова лето што ќе бидат двата, мислам, најголеми настани во Криво Паланка, да ги најавам. Тоа е на 29-ти од 20 часот. Започнува концертот на хрватската музичка звезда Петар Грашов. Доаѓа со комплетен бенд на голема бина, со голем звук и како предгрупа на него ќе биде бендот Камелеон Брокет. После тоа продолжува градската забава со локални диџеи од градот кои мислам дека таа беше настана ќе трае некаде до 1:30 часот. И за 31 август сакам да го најавам традиционалниот Joyfest што го работиме заедно со општината и организационен одбор на Joyfest и мислам дека тоа ќе го заокружи летото и културната програма ќе биде една културна детоксикација за сите. Исто сакам да најавам во склоп на Joyfest тој ден Владко Стефановски во оваа сала, во мала села од 18 часот, големо задоволство на сите, посебно на младите, ќе одржи мастер клас по гитара и ги повикувам сите заинтересирани млади да се јават на нашиот Facebook профил, за да можеме да им обезбедиме простор да може да влезат, пошто бројката ќе биде ограничена на 40 до 50 луѓе максимум. Програмата на Joyfest на 31 започнува точно во 20 часот, каде што настапуваат трио фаз, Сайгон, Фикшн, Тони Зен и Флека со својот 9-член бенд и бендот Киот Кумаро. Носител на фестивалот како главна звезда ќе биде Владко Стефановски трио и малце ќе смениме праксата од минатите години, значи главната звезда нема да настапи последна, но неговиот настап ќе биде некаде околу 21:30 часот на програмата бина. Благодарам, Александър. Благодарам, Гравачовек. Смятам дека се што требаше да кажеме за престојните настани на програмата за култура и Крапаланшко културно лето е пренесено до медиумите, е пренесено до граѓаните од име на општина Крива Паланка, градски и организационниот одбор на Joyfest Крива Паланка. Ние останаме само да ги честитаме престојните празници на кривопаланчани и да ги повикаме масово да земат учество на сите престојни настани кои ще ги презентираме днес. Благодарам.